еден е во рецептот или оброк на денот, камуста покајо, Кристи, Рейчел. Мабуте. Што значи тоа? Ова е како сте, така, да. Добро. Марко го изложба пред малку, да, јас се усовршив. Сега, браво, време. супер. Многу ми е драго и големо задоволство ми е да ви ја представам Кристи Рейчел Трајковски. Тоа е новото презиме, а претходното моминско како беше? Кристи Рейчел Магно, Абалос Магно. Ама имаме многу презимења. Имате многу имиња и многу презимиња. Да, да, инаку тоа ми откри пред малку Кристи дека тоа е една традиција на Филипините, инаку ни доаѓаш од главниот град од Манила. Иако веќе долго време живееш во нашата земја, меѓутоа една традиција убава е што сите имате по две имиња. Или некогаш може и повеќе? Па не, имаме како ова е традиционално веќе дека имаме две име. Првото сакам да поздравам здраво на сите. Фала многу за поканата, да. Ќе ни биде задоволство и ќе се дружиме почесто. Да, ви благодарам. Имате многу убаво студио. Значи во Филипини е, например, јас сум Кристи Рейчел и син ми Кристофер Вилјам, сега гледат Кристофер, и Бјанка Исабел, така. Значи кај нас е сестра ми Кристи Кресли Рейчел, значи секогаш се две име. Така. Малку тешко тука во Македонија кога дојдов, викате колку букви сакате. Значи ете полно. А кога не сум уште мажена, значи јас сум Кристи Рейчел Абалос Магно. Тоа е мојот име. А сега Кристи Рейчел Магно Трајковски. Оху, и Магно и Трајковски. Да, не Манго, Магно. Да, Магно. Добро. Како и да е, Кристи Рейчел денеска ни е во студиото и како кружеше најавата, вкусот на Филипините, ќе ви го донесеме денеска во нашиот рецепт на денот. Јас морав да се служам и да запишувам. Главниот оброк ни се нарекува лумпија. Да, лумпија. Лумпија, добро. Меѓутоа, Рейчел не остави само со главен оброк, ни донесе, односно ќе ни подготви и десерт кој што се нарекува лече флан? Да, лече флан. Ова многу е популарен во Филипини, лече флан. Ова е како јадиме користиме ова лече флан, значи треба да биде ова на маса, посебно кога имаме прослави, собирање, значи ова традиционално во Филипини. Ова најчесто што е готвиме. Исто така ова лумпја, ова може да биде на предјадење, може да биде на главно јадење, да зависи, ама секогаш ова има на маса. Да се знае што има на филипинска маса. Посебно маса. роден дени, така, да. Колку успеваш таа традиција тука да ја принесеш со твоето семејство кога имаме пред извесен период, нели, имавме празници во нашата земја. Успеваш ли тоа тие рецепти да ги послужиш на твојата фамилија сега во Македонија и како тие реагираат на вкусот? Вистина, немаме толку разлика ова што користиме. Значи се например ова моја свекрва, ова сестра нами и Бојан, мојот супруг, се допаѓаат јадењето. Исто така сака да знае како да готвам. Значи многу се допаѓаат јадењето. Например, имам исто така ова мој ова пријател на Бојан, на мојот супруг, доајдат кај нас и ќе готвам нешто и вистина ќе се допаѓате што е. Супер. Секогаш прашавате што е рецептот и што ставивте таму. Да. Јас едве чекам да ви го понудиме тоа што денес ти ни го донеси, ќе ни го приготвиш, па може со се разговор да си разговараме, да си готвиме, да си правиме, затоа што ти побари од мене помош, јас со задоволство ќе ти помогнам. Може прво да почнеме со главното јадење, кое што ти спомена дека може да се послужи како предјадење, кој како сака. Што се ќе ни биде потребно, Рейчел? Значи сега, ова е за лумпјата. Сега ќе почнеме. Вака, само тука ќе го преместиме. Да. Ќе почнеме со лумпјата. Лумпјата е од мелено месо. Ова е почнеме со мелено месо и со зеленчук. Океј, значи зеленчукот е сечени кромидче, имат млад кромид, имат морковче, добра, лукче, без лукче да, мирисаш, да. И имат лукче, имат сол бибер, вегета и јас исто така ставам масло од сусам.
Значи за вкусно, за исто така за мирис многу. Маслото од сусам е нешто што го користите често во вашата кујна, затоа што кај нас не се користи, затоа и прашувам. Да, ова е користиме секогаш и исто така на пример правиме ова ориз, секогаш се со масло сосам. Многу убаво е. Ептене друго е мирисно, да. Шмекот. Да, супер. И сега, значи ова е месото, да покажеме. Сега што е мешавме веќе ова месо, кромиче, зеленчук, се. Се што кажа за чините, зеленчукот се меша. Така. И имаме секако корипче. И ти ке работиш со мене, сега ке работиме заедно. Ете пола. Ете сега. Ова е кори. Добро. Океј. Сега корите мора да... Чекай, јас ке земам лажица. Да, лажица. Добро. Корите треба да ги пополниме со фил. Да. Филот ни е ова... Значи направиме веќе филот. Добро. И сега ќе ставиш полека. Ова е често користиме раце, ама ајде. Чисто сме. Чистини се рацете. Да. Добро, колку ставаме само да знам да не претерам? Да, така малку. Само малку и да биде подолго. Подолго? Да. Користи рацето. Вака, да направиш. Вака, да, како долго. Браво, Цеце. И само треба да бидете полека, пошто ова е корите може да скршите и ќе имат дупка. Да. И сега да почниш вака, прва, и после тука. Да не избега од месото. Да, не да избегат во месото. И вака. Добра. Браво си. Добра сум. И сега ете го лумпијата. Ете ја лумпијата. Ова е... Сега ова е спремно за пржање. Ајде, правиме. Ајде, добро. Вака, браво. Добри сме? Да, многу е убаво ова, ќе пробате после. Да, добро, еве вака. Да, нешто интересно. Запомнив како сега. Само се да бидат малку потанки се и да бидат не дебели. Добро. Кристи, јас мора да те пофалам, одлично зборуваш македонски. Еве, благодарам. Ти беше ли тешко да го научиш јазикот? Па тешко, секако тешко. Колку време си во Македонија? Јас ќе бидам во јуни 11 години. 11 години. Да, значи 11 години. И вистина тешко беше и ова сирилици, ама научив ова првото е буквите. И после имав само проблеми со граматика, например, ова го, ги, ова... Да, глаголите малку може би ги мешаш. Това е, да, се мешам. Исто така со среден род, со машки род. Ова што е грешка што имам секогаш. Ама добро, како ти звучи македонскиот јазик, интересен ли е? Да, интересен. Твоите деца го зборуваат, претпоставувам? Зборуваат, да. Тие тука се родени, така? Да, тука се родени и зборуваат македонски и англиски. Пошто ова, затоа што е во Филипини, ние втор јазик е англиски. Да. И исто така зборувам со нива тагалог, ова е нашиот јазик, тагалог. Кога посебно кога се лутам. Ја завршив. Да, браво си. Браво, да, си завршив работа, сега си избришам. Да. Добро, што кога се карате, ми рече? Кога се караме, јас зборувам тагалог. Да. Исто така кога зборувам со мајка ми, знаеш, мама, многу зборуваш, пошто не разбират, ама ајде, само зборувам со мајка ми, што како на тагалог, ама Кристоферова најголем е разбират. Добро. Твоето семејство од Филипини дали биле во Македонија? Уште не до сега, ради за предходно треба да одиш во Кина за амбасада, пошто таму е процедурата е. Да, ама сега сакаме, Бристина планира да дојде тука, ама ете дојде господин Корона. Фати короната, да. Да. Добро, ние овие ги направивме. Значи ова е лампијата, ова е омиленот на свекрва ми. Многу сакат свекрва. Свекрва на свекрвата? Таа многу сакат ова. Исто така знаеме Гордана, hello. Супер, и сега како ние викаме со магијата на телевизијата, тарарарам, ќе ги вадиме. Значи вака и после тоа ги пржиме. Да, начиња. Добро. Ке пржиме и ова кога ќе пржите само на тивко на огон. Да, како ги пржиме? Пошто така, ќе пржите со масло. Добро. Ама морат не многу силно огон, пошто затоа што ќе изгорите. Од кори се, да. Исто така корите лесно да готвите, ама месото внатре ќе биде жив. Да. Затоа морат полека, само полека. Супер. И ова сервираме тоа со сос. Например, може со сос со како се вика тоа оцет,
Не оцет, од јаболко. Добро. Да. Киселина од јаболко и со сол и бибер, така, и со лук. Така измешано да, со лукче. и со лукче. И добро. така. Супер, веќе си замислувам и вкусот го чувствувам. Ете, Ете го тргнеме, бидејќи веќе имаме лумпија. И сега, откако ќе ги дегустираме лумпија. Треба и десерт? Па десерт, ајде десерт. Сега, одиме на десерт. Сега, ова десерт е многу популарен во Филипини, се викаат лече флан. Лече флан е на спански е млеко. Исто како кај вас. Лече, 3 лече имате. Значи, ова лече флан, ајде да покажеме. Добро, ајде. Што јас направи веќе, ова лече флан, ова купи во Филипини калапот, ама може да користите керамика во Македонија или нешто ова алуминички. Да. Добро. Ова готвиме како млеко, има во маркети, ова конденсада млеко, ова е што е густо млеко. Сега ќе направам, зборувај си ти, јас да, толку ова на е камера млеко што е конденсада. И ќе мешате со свеж млеко, и со 10 јајца. 10 јајца, ама ова јајцата само џолти. Џолска, само џолска. Да, значи ќе извадите ова белите и после ќе мешате додека ова е готово. Значи, што викам? Џолка, млеко и конденсада. Добра. И ваниле шекер или нешто ваниле што имате. Ќе мешате. Колку е лесно тоа. И после со миксер. Да, со миксер. Со миксер, и ќе ставите на страна и сега ќе земите калапот. Калапот ќе ставите шекерче и директно во огон. Само да пазите не да сгорите, пошто треба да направите карамелеца. Има финти. И сега вака додека да се топли шекерот. Така, и ќе се топли. И после да почекате 5 минути. 5 минути не да видите да меша со млекото и после 5 минути ова ќе стои како добро. Да. И после ќе ставите сега ова мешано со млеко и имам танџере со дупки. И знаеш ова е готвиме на пареја. Добро, да. Да, на пареја. Сега модерно е многу и кај нас во Да. Македонија. Ќе ставиш на пареја и да готвиш за 30 минути. И ќе видиш кога не мрдат веќе, веќе. Како пудинг ќе стане. Да, како пудинг. Ова е лече флан на филипински, ама во Америка ова е крем буле. Да. И, значи, ова после 30 минути, толку готово, имаш лече флан. Значи имаш веќе главен храна и имаш лече флан. Значи филипинската кујна сакаш да кажеш дека многу лесна, брза, едноставна, има супер рецепти. Да. Добро, ние пред малку се договоривме дека Кристи Ричел ќе имаме многу почесто тука, па ние ќе готвиме заедно. Ќе готвиме заедно, бидејќи времето, ако веруваш или не, многу брзо ни летна, можеби повеќе од 15 на минути зборуваме. Во следните твои гостувања ќе ја раскажам и на подолго твојата приказна. Ми спомена 11 години си во Македонија. Да, 11 години сум во Македонија. Зборуваш македонски. Ви благодарам сеце. Има нешто вака интересно што можеш од нашиот јазик да издвоиш? Да, многу интересно. Имате еден збор. Добро, кој? Да. Например, еден збор што е, например, користите за све. Например, кога ќе патните, да речем леле, ова. Кога ќе патните, леле. Кога ќе слушаш нешто, леле. Кога збор правит мова веќе со комши, леле. Знаеш ли тоа? Така. Значи гледа, леле колку убаво. Да. Значи еден збор со све. Знаеш дека ние вака не можеме ова да го приметиме, ама во право си целосно, да. Интересно. Леле, колку добар рецепт ни подготви. Ова вака. И сега бабам. И малку да вака прави. Да го потушукнеме. Да падне лече фланот. Леле, како ми се допаѓа, како ми се недостигам сега мајка ми, пошто таа прават многу убаво лече флан. Ки го пратиме видео да го гледа во Манила, важи? Да. Само да поздравувам мама, папа, Christian, TJ, Ate Rochelle. Nandito ako ngayon, gumagawa ako ng leche flan at lumpia. At salamat sa mga Filipino community dito sa Macedonia. Lahat kayo ay may suporta sa akin. Maraming salamat. Ayan, nandito na tayo sa leche flan. Tadaan! Гледай како карамелизират ова шекерот. Па тоа шекерот и сега тоа ете вака финале.
Ова е нашата лече флаен. Гледај. Може ли да ни Може добават да пробате колегите? сега, да. Знамето да го потрнеме малку? Да. Да поткренам. Ајде, еве вака да се види. Лече флаен. Може и вака јас да направам. Дали е окей? Само да видам. Да. Ете, браво, така. Ричел. Кристи Ричел. Така. Па толку ни е времето. Јас ти благодарам од срце за убавата дружба, за прекрасната енергија што ни ја донесе. Фала многу, многу сум Ќе се гледаме срекна. многу почесто и ќе готвиме заеднички многу интересни рецепти. Да, многу интересни. А некој пат еве ќе ти дадам предизвик да не биде само филипинска кујна, да ни подготвиш нешто македонско. Знам македонска. Свекрва ми секогаш ми покажи како да готвам ова македонска јадење и се знам. Се. Значи, се знаеш? Да, се. Мосака, гравче, тавче, ова. А што ти е омилено вака за јадење? Гравче, тавче, моја најомилена и ова пирошка. Пошто свекрва ми многу прави убаво и пирошки. Да, многу ептен. Супер, да. добро. Значи секој петок грав се јаде. Или секако. не мора да е петок. Да. Гравче, тавче во секаква Гравче, тавче, форма. ова, но. Да. Фала ти многу, ми беше многу големо задоволство. Да, фала многу, фала многу. Верувам дека уживаа сите кои што се нели зад камерите, односно пред ТВ екраните, исто онака како што уживавме и јас и ти денес во студиото. Со Кристи Ричел ќе се дружиме и понатаму, ама до тогаш подгответе ги овие два рецепти кои што таа ни ги подготви. Лумпија како главна јадење. Лумпија и лече флан. Како десерт. Фала ви многу за Фала, сега ќе пробаме.